Денеска добивте две возила кои ќе се користат за потребите на чистото и зеленилово. Ви ги предаде Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Каде конкретно ќе се користат, во кој дел од чистото и зелено? Добар ден, денеска ми представува особена чест и задоволство, затоа што за прв пат кога што сум директор добивам известни возила и денеска добивам возила по проект кој што потекнува од Биро за регионален развој при Министерство за локална самоуправа, а имплементатор на проект е Центар за развој на Североисточен плански регион. Ние сме крајниот корисник. Јапа чистота и зелениот добиваме две моторни возила од типот Dongfeng, значи тоа е марката на возило, Mini Truck C32. Тоа се мали моторни возила, чија што основна намена и функција е собирање на смет на непристапни места каде што големите камиони не можат да го соберат. И ова на нас многу ни значи затоа што со тоа ќе ни ја олесни работата за нашите дневни активности кои што ги изнесуваме и до кои што тешко доаѓаме, а со тоа ќе им олеснеме и на граѓаните да тој смет стои помалку време. Значи, ваков тип на возила ние во суштина и немаме во фирмата и ни се и пренеопходни, а самиот проект кој што е по програма за регионален развој и ги опфаќа 8 општина Куманово, во овој случај Јапа чистота и зеленило, во тоа влегуваат и општините Кратово, Ранковци, општина Ранковци и општина Старо Нагоричане, кај што во проектот е уфатено истите да добијат 96 контейнери пропорционално распоредени според нивните потреби, а Јапа чистота и зеленило добива две мини трак возила, меѓутоа требало за еден месец да ни пристигне уште едно специјализирано возило кое што врши работи под воден притисок, еден вид на атомизер, меѓутоа станува збор за возило, истото ќе служи за перење на самите ивичњаци и одржување подобрување на хигиената во самиот град, бидејќи постојат локации тротоари во нашето поврачје кои што со нашите цистерни не можат да го опфатат самото чистење на највисоко ниво. Во суштина истиот проект првенствено е наменет за Бисцимска клисура и потечението на река Пчиња, затоа што станува збор за тесно грло, бидејќи истите пластики кои најмногу постојат пластики се задржуваат и би привлекли туристи кои секако поминувајќи низ тоа подрачје кое што служи за подобрување на развојот, туристичкиот развој, истите фрлаат отпад кој е недостапен за собирање и нашите камиони не можат во таква состојба да делуваат и затоа овие возила би биле поекспедитивни во тој дел. Јас се заблагодарувам на Североисточен плански регион за овој проект. Ние како Јапа чистота и зелено имаме во тек уште неколку проекти и од истите очекуваме да добиваме уште неколку типови на возила кои ќе ни ја олеснат работата и ќе ни го зголемат возниот парк, а секако дека главното на што го очекуваме од општина Куманово и новиот совет на општина Куманово, уште веднаш после прво конституирање да прибегнат кон набавка и не само опремување, до опремување на нашата механизација за да ја подобриме хигиената во нашиот град. А колку возила имате механизација? Па ние имаме на располагање 20 возила, меѓутоа постојат известни кварови, значи се мачиме со таа работа и тоа е позната состојба. Дел ги правиме, дел веќе се во фаза да и не може да се поправат. Сето тоа и премногу чини, така да солуцијата е во општина Куманово.